Добар ден, почитувани дами и господа. Еве дојде време за уште една емисија Возење со Вучич. Останете на Еден ТВ, бидејќи сега следуваат рекламите, нашите помагатели. Јас да се подготвам и веднаш се враќам, почнуваме, бидете тука! Почитувани дами и господа, уште малку трпение. Почуваме за некои си 2 минутки. Да ви ги представам нашите помагатели на нашата емисија. Почувам со Фортекс. Фортекс го нуди, а јас ќе ви кажам зашто се е погоден пробиенот. Пробиен Б-комплекс е комбинација од пробиотици. Нов пребиотичен комплекс од инулин и пектин. Витамини од групата Б и тоа B1, B2, B3, B6 и B12. Допринесува за нормална цревна флора, нормална функција на имуниот систем и намалување на чувството на замор. Чуваме со Кадино, моето брашно, веќе неколку години со нас, најквалитетното брашно во Македонија. Потоа, Елит кафе да си ги поздравам со најголемата наградна игра во Македонија. Секоја втора кесичка е добитна, доделуваат многу награди, меѓу кои апарати за домаќинство и бела техника. И сега нашите нови пријатели Сано сокови. Една од најстарите фабрики за производство на сокови, што децата најмногу ги сакаат. Бучен Козјак, број 1 производител на најквалитетно кисело млеко во Македонија, дефинитивно тоа јас ви го гарантирам. Избран од населението и препорачано Сдружение на педиатрите во Македонија за сите новороденчиња. Савана Турс, туристичка агенција на која најмногу и верувате, ве наградува со ваучери во вредност од 5000 денари. Сандеј. Сандеј колачињата. Животот е посладок со сандеј, празник за очи и за душа. Домашни колачиња кои ќе оживеат секоја трпеза. А тука е и маслото Бисер, единствен произведувач на висококвалитетно сончогледово масло. Добро ми дојдовте, драги мои, конечно почуваме со нашиот квиз Возење со Вучич. Ова е првата емисија, имаме тука и патници, имаме и кандидати. Меѓутоа, на почеток, еден огромен аплауз за нашиот возач Марија, ве молам, браво, yes. Марија ќе не вози низ скопските улици сега за сега и онака полека. Ние ќе уживаме во возња и нормално ќе се наградуваме со нашите кандидати. Прв или прва дама, ај нека ми почне со дама, а тоа е мојата драга пријателка од порано, Марика Кочковска. Еден аплауз ве молам за Кочковска Марика. Марика, здраво. Здраво. Добро дојде во Возење со Вучич, како е? Добро, Убаво си сместена, супер ти е. Овде ке имаме Сано сокчиња, може да пиеме, Елит кафе, се имаме и медени колачиња од Сандеј. Што сакаш можеш да земеш, тоа ќе важи за сите наши кандидати во текот на нашето возење. Добро се чувствуваш? Супер. Овдека пишува многу работи за тебе, но ајде, јас ќе почнам со една. Вели, јас сум откачена жена и квизоманка. Што значи тоа? Откачена затоа што ми се чини дека сум најстарата скопјанка која што вози велосипед секој ден. Ја не сакам да одам пешки, модно тоа не ме интересира, ама затоа велосипед. Ама вака направо си одиш. Која ти е најголема дестинација до сега? Во километри, најдолга? Од Лисиче, каде што живеам, седумка, предпоследна, Така? до Ѓорче Петров. До Ѓорче Петров, одлично. И назад. И назад. Тоа е одлично работа. Добро. Има секој ден Секој ден. тура. Секој ден. Сега, претпоставувам, зимно време не го возиш. И зимно време. Зашто? Па, Не, снегови за мене нема. сезона нема. Не. Нема? Има една многу интересна случка. Јас возам кога пред неколку години беше многу снег во Скопје. Така. Возам каде што тркалата ги оставаат трајните. И еден застанува и ми вика лајк. И викам, не лајк. Земи ми и однеси ме до таму кај што треба. И тој излегувам, викам, не, се зафркавам. Мене ми е предизвик, јас сум авантуристка. Сакам да одам, врнело, не врнело, јас сум комплетно премена. И за дожд, и за сонце. Супер. Да. Драги мои, само за ваша информација се возиме низ Ѓорче Петров. Да. И полека ќе вртиме на кај Скопје, кај ќе стигнеме не знам.
Marika, imaš točno 15 minuti da mi odgovoriš na nekoliko prašanja i da si napraviš stvarno dobar izbor na nagradi i da si otideš sa jedan kup nagradi. Ne znam kako ti se odneseš do Lisiće, no nije sme tuka da ti ги dodelиме nagradi. Јас денес со велосипедот во Корпата ќе се Во Корпата, добро. Тешко дека ќе застанат, меѓутоа, ајде, Да. ќе видиме како ќе Ајде. биде. Одиме со првата игра. Првата игра се весели прашања. Весели прашања зашто? Затоа што пуштам песна и од самата песна нешто треба да излезе. Дали ќе биде текстот, дали пејачот, затоа слушај внимателно што ќе биде. Одиме со песната, ја пуштаме, слушај. Зимата дојде, снегот снежи, постела ладна не се лежи. Дојди милено, кој ке ме згрее, без тебе ноќва пуста ке. Позната ти е? Прашаме, не знам кој. Зимата дојде, снегот снежи, постела ладна не се лежи. Сега на рефренот кој те датам. Дојди милено, кој ке ме Еден од најпопуларните, ако не и најпопуларниот македонски пејач од 68 па наваму. Дојди милено на Перничко дело, да ме греем топло тело, да те греја краце нежни, долги ноќи зимски снежни. Добро, јас мислам дека е доволно. Сега, прашањето е врзано со овој пејач. На кој фестивал ја изведе оваа песна Драган Мијалковски? Ја пее песната? Драган Мијалковски. Добро утро. Значи, Драган Мијалковски за прв пат каде ја изведе оваа песна, на кој фестивал македонски поточни? Имаме два фестивали, Цветници и Валандово. Која година А која година ја и искав? каде? На кој фестивал? Која година? Значи, јас помагам. Добро. Или е Цветници или е Валандово. Од тие две избери едно. Ај нека биде Цветници. Ај нека биде Цветници. Јас ќе кажам Валандово, меѓутоа ќе ти дадам 5 килограми брашно затоа што си ми прва и еден аплауз, тремата да ја снема тремата. Океј. Одиме со втората песна, со втората игра која се вика Джа Или или Бу. Добро. Имаме 7 прашања. Од 7 прашања 3 има награди имаат. Петото е наградено, шестото е наградено и седмото е наградено. Но гледај од првото до петото со лесни прашања да ги одговориш. Добро. Тука сум малку и јас да ти помогнам, но Добро. ќе гледаме да ја одговориме. Ајде, Важи, ајде. веднаш се враќаме после джинглот. Еве играта Джа или Бу. Као што кажав, имаме 7 прашања. Гледај да стигнеш до петото. Потоа, петото е награда, шестото е награда и седмата е награда. Не знам каде во велосипедот ќе ги ставиш, ама гледај да ги искористиш. Јас читам. Страшната вештерка со која се плашат малите деца се вика Баба Рога или Баба Марта? Баба Рога. Тоа е точен одговор. Браво! Второто прашање. Така е, така е. Многу тешки прашања. Многу тешко. Второто прашање е: Спајдермен е човек лилјак или човек пајак? Пајак, точно. Затоа велиш ти дека си квизоман, имаш право, ги знаеш прашањата. Третото. Каврџик е позната сорта на пиперка или грозија? Каварџик. Дали е пиперка или е грозија? Грозија. Тако? Дали е пиперка или е Да, грозија? ајде размисли убаво, да не го утнеме ова. Јас ќе кажам, Грозија. Пиперка. јас ќе кажам што Пиперка. пиперка, точен одговор. Зајди Бу. Фала, да. Ништо, нема проблем. Добро, ај, пиперката отиде. Број 4. Добро. Ова е малку потешко, машките повеќе знаат за овој фудбалски клуб. Значи, Црвени ѓаволи е прекарот на фудбалерите на Манчестер Юнајтед или на Ливерпул? На Ливерпул. Пак Е, ја ова утна. не може да ти го... Не, ако. Нели? Не знам. Ова е... Нема, фер Машките игра. знаат, добро, малку е потешко. Значи, Црвени ѓаволи се Манчестер Юнајтед, знаеш за Манчестер. друг пат. Одиме со петото. Сега гледај овие 3 да ги одговориш добро. Ај, Единица за мерење електричен напон, ват или волт? напон е волт. Така е, добро е, браво. Пакет сано сокови за тебе, за домче, кога ќе дојдат, благодарам. одлично. Шестото прашање. Значи, главен град на Шкотска е Глазгов или Абердин? Можеш да си добиеш
колачиња од Сандеј, цел пакет. Ето лоше Глазго за да ви добија. Глазгов? Глазго. За жал не е Глазгов, туку е Абердин. На кого? Глазгов е најголем шкотски град, а шкотска престолнина е Абердин. За жал ова... 1-0 за шкотските. Добро, Сашо, нека не биде знам. така. Тоа да им И правам. седмото, последно да видам барем дали две награди ќе освоиме. Добро. Кој актер е постар? Внимавај. Ајде. Силвестер Сталоне или Арнолд Шварценегер? Ај Шварценегер не кажа. Шварценегер. Да. Не е точно. Силвестер Сталоне Сталоне за е година дена е постар. Инаку ќе си добиеше Адам Шус 2000 денари. За чевли. 2000 денари за чевли, да. Е, Но за жал не. Не. Ништо. Ајде. Одиме сега со еден краток джингл, па одиме со уште една игра. Игра Кој сум, што сум. Одиме со уште една нова игра во овој циклус на емисии. Ќе биде мощно интересно. Имаме 2,5 минутки, да знаеш, да одговориш на ова што е кај мене напишано. Дали можеш да го погодиш? Кој сум, што сум? Значи, што е и ова во раката моја? Дали е личност или Дали е предмет? личност, дали е предмет, дали е храна, не е ни битно. Така, добро. Може, 2,5 минути имаш, ја ја стискам штоперицата и почнуваме со твоите прашања. Ајде. Дали е превозно средство? Не, Дали е за храна нешто? да. Имаш Сендвич? 2,5 минути. Сендвич некој? Ти се јаде сендвич? Не се јаде. Нема сендвич. Нема сендвич. Нема, буре како се кажа. Не, не. Добро. Дали е варено нешто? Не е варено. Не е варено. Суво, сува храна. Сувак, да, сувак храна. Не, вака храна може да и овоше. Дали е Па може да овоше? е. Овоше е, да. Овоше. Да. Кај нас или во странство го Го има? има и кај нас, го има и во странство. Да, Ај, додам сега кој овоше е, значи да погаѓам. може, ако Сака, јаболка, круша, банана, Аха, сега сите цреша. погаја. Едно по едно ќе ми. Извини, Да. цреш, Не, банани. не. А па не, банани кај нас. Како? Банани кај нас нема. Добро. Круши реков. Уште една минутка имаш. Аха, добро. Што јадам јас нешто, ovo што е најинтересно. Не закочи се. Можеш, Да. полека, сконцентрирај се. Нигде не Така. брзаме, имаме уште Круши скоро така, минутка една. хорошо. Прашањето ми е во рака. Така, јасно. Ќе видиме после на крај што било. На крај што е. И може да си освоиш Тоа е. многу убава награда. А наградата е фантастична. Една кошула од Мак Джинс и тоа женска кошула. Добре. Ајде да видим уште колку имаме. Јаготка да не е. Не е јаготка. Стоп! Готово, завршивме. Што е? Што е? Што е? Праска. Праска Крај пале. била, праска. Кај си ја праска, тоа не ми се цикна. Епа сега. Ето, воде. Ти почна Затоа нема брзо. аплауз, така ли е? Добро, Така е. аплауз е. Ајде, нека Аплауз. има аплауз. Праска беше добро. Тука се стануваме со игрите. Сега е ова најголемата награда која може да се добие во овој квиз. Сега за сега. А зашто се работи, сега ќе ви кажам. Ако Ајде. одговори на ова прашање, имаме 3 коверти. Од едната коверта ќе се избере прашање, па ќе читаме, па ќе видиме што е како е. 5000 денари Савана Турс доделува за одмор за двајца и тоа мај или јуни на било која дестинација во Грција. Вкупно 24. Гледај да ги, ако е можно воопшто да ги одговориш, тоа ќе биде стварно добра награда. За 2019 година, бидејќи сега сезоната веќе не е, но гледај да го одговориш. А тоа барам еден джингл да се спремиме. Четвртата игра во нашиот квиз. Дали знаеш, паметиш, Билице, малице. еве имаш 3 коверти. Чека сега. Ајде. Добро. И која сакаш? Тројка, па јас ја сакам. Тројката? Да. И јас ќе ја земам и ќе ти прочитам прашање. Значи, ако одговориш на ова прашање, имаш одлична награда. Патување во Грција за двајца 7 дена преку Савана. Сега јас го читам прашањето, внимателно слушај. Во која група ја започна музичката кариера Владо Јаневски?
Значи Јас сега е само- соло пејач. Така, јас само на кукулеле се сеќавам. И укулеле После Владо бил, Јаневски не Не пее. бил? Само саздор бил овој. Нема да знам, пич, да не се мачи. Да не се Да мачиш. не се. Не се. Одговорот Е, сакаш да ми помогнеш? па некако да ти го Со два доловам збора или со еден збор? со два збора. Со два збора е. Да. Пред 100 години тоа било, некоја се Од екипа. да, години било. Ти беше во Тавче графче, знам, затоа. Јас бев во Тавче Па ти графче. што не ме праша за тебе? Па сега ја не можам, ја не знам што имам внатре. Е, тоа е може би во единицата веќе. Ти оставам уште малку време, Така, дека е со два збора некоја. дека е со група. два збора, да. Не. Да не Еве, уште нешто ќе ти помогнам, Кажи. публиката нека ќути. Добро. Како од сабајле се јаде тоа, Нешто со храна било со храна, поврзано. да, за доручек се јаде, Со две... со јогурт, Со две. А, бурек со... месо. бурек со јогурт. Сега да ти кажам, нова група смисливме. Бурек со јогурт. Со јогурт. Некоја група да крстиме. Да. Била? Бурек со месо. Бурек со месо. Втора група. Уште една ти давам и крај. Значи, бурек е, Не е бурек. а не, а ја лупам ја онака, значи. Си ми погача да не. Не ли си ми толку супер. Супер ти се имињава. Нели? Да. Ти се јаде ли во моментот? Ми се јаде со ме... Да застанеме со автобус? Може. Можеш да земеш санде и кафенца да се напиеме, еве горели Едно тоа. важи, Може фала. да ти текне нешто. Добро. Драгам, да не се мачам. Да не се Тоа мачиме. не, Јас ќе го покажам на камерата, Така, да а го ти ќе го После. видиш. Важи? Да. Не сега. На крај памет. Тост сендвич. Тоа е првата група на Владо Јаневски. Ајде да ја поздравиме со еден аплауз. Првата надправувачка одлично беше, не беше многу Тројка. одлично, Тројка. 3 плюс Тројка. од мене. Меѓутоа, она што е многу битно, да се надпреваруваме. Имаш доволно награди да ги земеш од кога ќе заврши нашата емисија, да ги ставиш во велосипедот, во твојата кусничка и правец Дома. лисиче дома. Фала, Еве ти Драга. рака, фала ти многу, уште еден аплауз да молам за првата наша кандидатка. Ние се враќаме веднаш, сега одиме со изненадување. Вучич ве наградува, одиме надвор. Добар ден, добри луѓе. Едно прашање. Како сте? Јас сум Драган. Јас сум Петр. Дали сакате да ви подарам нешто од Сандеј? Еве, на пример, едни колачиња за вас. Да си ги носите дома и да не спомнете некогаш. Ова е новиот квиз кој се вика Возење со Вучич. Ова е нашиот автобус со камери, натре се надпреварувачите, но јас секогаш одам на некој од автобуските станици и давам нешто за нашите гледачи. Да сте ми живи и здрави и Било ми е што се видовме со И мене исто така. И мене исто така. Да се видиме сега се. Благодарам, Баш благодарам многу. Одиме ние понатаму. Гурабија со бадеми за вас. Да си јадете и да се гледате нашата емисија Возење со Вучич на Еден ТВ секој ден од понеделник до петок. Важи? Океј. Ова е за вас. Медени колачиња од Сандеј. Сте ги пробале ли некогаш? Како се викате? Влага. Нека ви се влаги, као што сте вие влага. Гледайте нашата емисија Возење со Вучич и нема да имате проблеми. Фала ви многу да сте живи и здрави. Здраво, како се викаш ти? Андреја, здраво, јас сум Чичко Драган. Еве ти баклави за домче, злато мое. Ајде бафнимо на камерманчето. На камерманчето. Ево, ова е Андреја. Поздрав на домче, Андреја. Ова беа наградите од Сандеј. Ние се враќаме во автобусот и одиме со нашите следни игри. Чао! Вака изгледа вашата цревна флора при состојби на нарушување на незиниот баланс, земање на антибиотици, стомачни проблеми, стрес, слаб имунитет. За совршена цревна флора ви е потребно совршено решение. Пробиен.
побрзо и поефикасно од обичните пробиотици. Поради синергичното дејство на пребиотик и пробиотици, сега барајте Пробиен Б комплекс за регулирање на цревната флора и недостаток на витамин Б за време и по примањето на антибиотици. Совршениот симбиотик за совршена цревна флора од Фортекс. Poješću sve, kolačićeve, tebi jojna, postaću debela sve. Devojke, neće biti slatke kao ja, neće biti slatke kao ja, neće biti slatke. Врвни домашни колачиња, Сандеј и секој ден е празник. Дами и господа, ви најавувам уште поголема наградна игра на Елит Кафе. 300 дена, 300 вредни награди. И тоа по 100 телевизори, велосипеди, машини за перење, пегли, првосмукалки, микробранови и уште 5000 други награди. Едноставно отвори, погледни во кесичката и нешто од ова може да биде твое. На здравје кафе со Елит Кафе. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Масло за јадење Бисер во сите маркети блиску до вас. Масло Бисер, квалитет што се бара. Произведува и полни Алмакс Струмица. Хотел Тино, сместен во идиличниот пейзаж на населбата Свети Стефан, хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Зимувај проверено со Савана. Голем избор на хотели и ски ресорти во Бугарија и Србија, а секако и во Маврово и Шапка. Проверете сами. Сите на снег со Савана. Синоним за репрезентативно угостителство. Хотел Сириус Струмица. Модерни и удобни соби и апартмани. Кристална сала за свадбени свечености и најсовремено опремена сала за конгреси и семинари. Хотел на новото време. Хотел Сириус Струмица. Вака изгледа вашата цревна флора при состојби на нарушување на незиниот баланс, земање на антибиотици, стомачни проблеми, стрес, слаб имунитет. За совршена цревна флора ви е потребно совршено решение. Пробиен, побрзо и поефикасно од обичните пробиотици. Поради синергичното дејство на пребиотик и пробиотици, сега барајте Пробиен Б комплекс за регулирање на цревната флора и недостаток на витамин Б за време и по примањето на антибиотици. Совршениот симбиотик за совршена цревна флора од Фортекс. Пред да почнеме со вториот кандидат, да го пријавам да дојде тука, веќе е тука, се шегувам. Ние проаѓаме покрај Зоју Македонија и се упатуваме кон Кисела вода, па може би и ќе свртиме на кај аеродром. Не знам која маршрута ќе биде, како и да е. Вие сте во емисијата Возење со Вучич и нашата следна кандидатка, една препаметна девојка, би рекол, Александра Стојковска. Александра, здраво, добро ти дојде, како се ми, еден аплауз за Александра. Благодарам. Која те учествува во нашата емисија. Инаку Александра е од Кисела вода, студентка втора година, електрофакултет. Ајде нешто за тебе, Александра, пред да почнеме со квизот. Пред се ви благодарам што ме викнавте. Јас сум се Александра, 20 години од Скопје. Трета година сега од октомври. Ги исчисти сите? Ги исчисти, заклучно до... Затоа реков на почеток паметно девојка. Ви благодарам, за тоа не се мери, но се надевам дека е така. Јас сум човек што за 3 минути може, као рентген сум, одма знам кој човек што како. И по онаа како се
понаша и по зборењето и по сето тоа. Значи имаш од мене чиста десетка, Ви студентска. благодарам. Ми значи тоа. И така, тоа си имаме хоби, си излегуваме со друштво, со пријатели. Каде само- највеќе? Па највеќе во центар тука и во Карпош. Дебар мало одите таму Па по да, музички? нели, пак имаме тука кафичи, но највеќе стационирани во Карпош. Зашто факултетот ни е Така таму. е, така е. Добро. 4 години е, така? 4 Па години. после си мастер, дај Боже. и Здраве така. и доктор, да. И доктор на науки. Така Еден е. аплауз за докторот на науки, кој ќе биде стварно чудо од дете. Ќе ве викнеме на прославите како иде. Јас ќе Понатака. донесам сандеј колачиња, ќе донесам сокчиња, да Може. не се трошите. Може. Елит кафенце ќе си пиеме. Вие само да дојдете, другото се ќе биде Така, обезбедено, добро, така. благодарам. Дали си спремна? Може. Океј. Одиме со првата игра весели прашања. Одиме со краток джингл, па да пуштиме едно песниче, па да видиме што ќе излезе од самата песна. Почнуваме со првата игра весели прашања, што значи одиме директно со песна, малку да ја опуштиме Александра. Почнуваме. Внимателно слушај. Ајде автобус весело, малку весело на мола. А уште еднаш малце убаво ми дојде ова. Добро, доволно е, се расположивме. Сега ова ќе произлезе едно прашање. Ајде. Кое воопшто не е тешко ако го знаеш цел текст на песната. Ајде. Значи, кој војвода е опеан во песната Ја излези Ѓурѓа? Чекај да се сега да си ја пеам во Полека, пеј се ретроспектива. третата строфа. Војвода, да. Да, војвода познат. Јас дома, поточно мојот покоен дедо Пеце Атанасовски, ја има носијата оригинална на овој војвода. Па сега да видиме кој е тој војвода. Познат, викате? Познат, многу познат. Ние во презимето има еден артикл Зеленчук што ние највеќе го употребуваме, правиме ајвар од него. Јордан Пиперката, така! Добро, добро. Имаш ваучер од Афродита С да си отидеш тамо, дали ногти, не знам што ќе направиш. Поздрав до Сузе и за убавата најде. Сега одиме со втората игра, сега се загреавме, втората игра е Джајлибу, веднаш се враќаме Џуџу Баба. Одиме со втората игра, но пред се уште еден аплауз за Марија, така убаво не вози Марија. Браво. И неја ќе ја земам некогаш во квиз, кога ќе има слободен ден од нас. Одиме со второто. 7 можни прашања, петото е награда, шестото е награда, седмото е награда. Ако ги одговориш, меѓутоа, јас мислам дека ќе ги. Одиме со првото прашање. Кој е јагне од две мајки цица? Кроткото или палавото? Кроткото. Па нормално, браво, одлично. Аплауз еден за секое точно одговорено прашање, барам аплауз. Број 2. Омилена храна на мачорот Гарфилд е лазања или шпагети? Лазањи. Така е, лазањи, добро мислиш. Број 3. Садот за чување водени животни и растенија се вика како? Аквариум или хербариум? Аквариум. Па така е. Број 4. Кој актер е Джек Спароу во Пиратите од Карибите? Дали е Џони Деп или Бред Пит? Џони Деп. Така е. До сега супер. Сега гледај да ги освои сите 3 награди. Ајде. Петото. Најмногу голови во шпанската Ла Лига има постигнато Леонел Меси или Кристијано Роналдо? Кристијано Роналдо. Грешка. Грешка, Меси. Ама добро.
Нормално е и женско си. Нормално е тоа. И некој е машко, веројатно и ќе сгрешеше, но имаме уште две убави Зашто не награди. мислам, добро. Напад е најдобро и Така. експониране, но и највеќе. Број 6. Зимскиот туристички центар Пониква. Кај се наоѓа? Осоговски планини или Плачковица? Осоговски. Така е, Осоговски планини. И седмо, нормално освоена награда, и седмо. Кој е највисокиот машки пејачки глас? Бас или тенор? Така е, тенор, точен одговор. Шестата беше Сандеј, 4 врсти на колачиња ќе си добие за домче. А седмото е Адам Шус, 2000 денари. Така. Толку од нас се одиме повторно со джингл, а следува многу интересна трета игра. Бидете тука со нас. Гледате колку ни е распијан автобусот. Веднаш се враќаме. Ета е третата игра која се вика Кој сум, што сум. Значи треба да погаѓаме нешто. Дали е предмет, дали е јадење, дали е животно, дали е спортист, било што може да биде. Кај мене е картичката, ти не ја гледаш, но ја гледам, потоа ќе ја видиме сите заедно да видиш дека е тоа. Е сега, ние се наоѓаме инаку на булевар Србија и одиме на крај аеродром. Драги мои гледачи, го имате телефонот на долниот дел на вашите екрани или па на Facebook, пријавувајте се, квизов е фантастичен, многу е во мода да ви кажам, има фантастични награди. Поготово последните награди. Од 5000 денари, од ваучер, еве ме и мене да знаете, со црвенко, ко црвено јајце, ви личам, добро? Значи, ова е 5000 денари од нашите пријатели са Вана, но можете да добиете и 3 дена за двајца во еден прекрасен хотел во Струмица, Сириус, или пак сакате да си добиете 3 дена во Охрид, исто така прекрасен хотел Тино. Се е тоа во рамките на четвртото прашање. Но ајде ние сега да почнеме со третото. Имаш 2,5 минути, повели. Дали е предмет? Не. Личност? Дали е личност? Не. Не е личност. Дали се јаде? Јадење да не? Не. Не. Дали го гледаме во автобусот негде? Ау, тоа би било хит. Не, значи, добро, чим не е предмет, да не е некое занимање, професија. Не е професија, меѓутоа можам да кажам дека мене ми е ама стварно фейворит тоа. Така. Многу си го сакам. Значи не е предмет, не е овошје, зеленчук, не е, рековме, не е јадење. Не е јадење. Не е јадење. Добро, го користиме секојдневно? Не. Не. Дали сме зависни од него? Не. Што може да е тоа? На факултет ја нешто да не го користим? Отиде. Отиде? Далеко? Не е предмет, не е јадење. Што може? Да не го има во парк? Во парк го нема. Дома? Дали го има? Дома е уште помалку. Уште помалку, значи негде е надвор. Надвор и тоа на големи површини. Така. Пространства. На зграда, нешто? Не. Водни површини? Водни површини, така е, да. Водни површини. Брод? Не. Не. Чамец? Не е предмет, реков. Не е предмет, да. Да не е водно животно. Водно животно, пише колку имаме? Уште 48. Риба, да не е риба. Видна риба, да. Видна риба. Голема да не е погаба. Голема. Ајкула. Кит. Не. Нилски коњ. Морски мислиш? Морски нилски коњ, добра. Грешка моја. Не. Значи во... Уште 30 секунди. Делфин. Така е! Делфин! Да пукне! Во заден момент си добиваш прекрасна кошула од господинот Аце Мак Джинс и тоа баш М, она што ти носиш. Поставувам
Добро, не е толку, ама добро, тука сме. Добре, можеш да се стесниш. Така е, така е. Ама има одлични дезени, да знаеш. Благодарам. Веднаш се враќаме, драги мои, повторно джингл, а ние сме веќе на аеродром. Пријавувајте се, интересно, гарантирам. Чим ги имам пликовата во рака, значи четвртата игра, дали знаеш? Александр, дали знаеш? Ке се обидеме. Ке се обиде? Така е. Позитивно. 1, 2 или 3? Ајде, единица. Бирај. Единица. Единица? Може, така. 9. Ама вие треба да... Сега да ми прочиташ, дјаволце едно. Ајде ја да читам. Ајде. Како го погоди ова со фудбалов? Ми тргна денеска. Кој француски фудбалски клуб има најмногу титули и шампион на Франција? Фудбалски тим. Фудбалски клуб? ПСЖ не е. Не е. 3 пати ти кажу, ти давам 3 шанс. пати, добро. Сега другиве... Кои се другиве? Па ги има 22. Марсеј. Не, Не, уште едно. Како го погодих ова со фудбалот, да. Ама ти си го излече. Така е, така е. Стварно не сум... Не го укривувам, таман работа. Не знам, нешто Олимпик, Марс, нешто, нема. Не, има Олимпик точно, меѓутоа одговорот е Сент-Етиен. Немаше да ми текне, немаше ви да ти благодарам. текне, но за жал не ја доби онаа награда што Не, јас за жал, таму мислев да ти ја работа. дам. Но секој случај одлично беше, еден аплауз за Александра. Браво, Александра. Ви благодарам и на вас. Ти благодарам ја, ќе се возиш со нас. Сега можеш си земеш едно колаче, да ќе се си земам и ја пробам едно да колаче, бидејќи сме, ајде живели. Драги мои, тоа беше нашата емисија. Прва во низата, ќе имаме околу 180 емисии во цел циклус, колку траеме, околу 9 месеци. Не заборавајте, од понеделник до петок, секој ден на 1 ТВ, јас ќе јадам колачиња, ќе пијам сокчиња, ќе си пијам кафенце или вие уживајте, гледајте не. А вие, кои што сакате да се пријавите, слободно на нашата Facebook страница или пак на нашиот телефон. Чао и ве сакаме!